Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван министар за основно образование, пред нас ги имаме се извинувам, почитуван министар за образование, пред нас ги имаме измените на Законот за основно образование, извинете на грешката во воведот. Значи, ги имаме пред нас измените на Законот за основно образование. Јас до вас имам неколку прашања. Се надевам дека би можеле да одговорите, кои што се однесуваат на фундаменталното функционирање, битисување и постоење на основните училишта. А тоа е следново. Кој е бројот на учениците? Се извинувам, имам... Да. Значи, моите прашања до вас се однесуваат, а се следниве, и тоа како го засега основното образование. Кој е бројот на запишани ученици во основно образование во првиот уписен рок? Бројките кои што ги видовме се алармантни и катастрофални. Имаме ситуација каде поради огромното иселување, поради невидениот екзодус од Македонија, поради лошите политики на Зоран Заев, лошите економски политики на владата, се иселуваат цели семејства. И затоа имаме ситуација каде што цели училишта подрачни треба да се затвораат. Таква ситуација имаме и во Источна Македонија, и во Западна Македонија. Таква ситуација имаме и во Повардарието, таква ситуација имаме во Полошко, таква ситуација имаме во Липковско, таква ситуација има низ цела Источна Македонија, можам да ги редам, независно дали е тоа Чешиново, Облешево, дали е Карбинци, дали е Зрти, дали е Пекчево, Берово, било кое место. Имаме иселување поголемо отколку било кога во историјата на Македонија. Она што мене ме интересира, господине министар, како министар за образование, е на која бројка на ученици вкупно во основно образование сметате за учебната 2019-2020 година. До пред некоја година бројот на ученици во основно образование на вкупниот број беше околу 190.000 ученици. Сега таа бројка рапидно оди надоле, затоа што се селуваат цели семејства. Значи, моите две прашања до вас се: кој е бројот на запишани ученици во првиот уписен рок? И второ, кој е бројот вкупен на ученици во основно образование на кои што сметате во учебната 2019-2020 година? Да, конечните податоци нормално ќе ги имаме во септември. Само мислата да завршам, се извинам. Значи, да, конечните податоци ќе ги имаме во септември, но кои се прелиминарните бројки врз основа на првиот уписен рок во месец мај, кои што можеме да ги видиме сега? Ви благодарам.